Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Официјално отворена компанијата Magna Mirrors во Струга. Охрид доби младински центар. Оштетена таблата со надписот Цар Борис III на бугарскиот клуб во Охрид. Орманци бараат улично осветлување. Започна пријавување за бесплатна вакцинација против сезонски грип. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно облачно со повремени и локални врнежи од дожд и пониски температури. Попладне намалување на облачноста, а ќе бидат измерени максимални 17 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, среда кон четврток, не очекува умерено облачно, но свежо време. Во четврток над северна, северозападна, западна Европа умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер и пониски температури. Дожд се очекува локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, а во останатите делови од Европа стабилно со зголемена облачност. Во поголем дел од Балканскиот полуостров во четврток времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. На северот полуостровот претежно сончево, а на југ врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот во интервал од 16 до 22 степени Целзиусови. Утре во Македонија времето умерено облачно со повремени и кратки сончеви периоди, ќе биде ветровито, но свежо, попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд. Во вечерните часови во текот на ноќта пообилни врнежи од дожд, во западните делови локално и повеќе од 10 литри на метар квадратен, кои ќе се прошират и во останатите делови. Минималната температура 5 до 13, а максималните дневни 14 до 23 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток времето умерено облачно, ќе биде нестабилно, ќе има врнежи од дожд. Попладне и вечерта се очекуваат пообилни врнежи од дожд локално и над 20 литри. Минималната температура 10, дневната 18. Во петок облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер и пониски температури, а локално се очекува да наврнат и до 10 литри. Минималната температура 9, дневната 18 степени. Во сабота претежно сончево време. Ќе има локална облачност, максималната дневна температура 19 степени. Во Охрид во недела свежо утро со температура од 7 степени, а во текот на денот сончево и топло време со максимални 21 степен Целзиусов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Во технолошко-индустријската развојна зона во Струга, денес свечено беше отворена првата фабрика на Magna Mirrors во земјава. Станува збор за канадска инвестиција од 35 милиони евра, која денес брои 350 вработени. Премиерот Ковачевски на отворањето рече одлуката Magna да отвори фабрика во земјава се должи на поволната бизнис клима во државава. Отворена првата фабрика на Magna Mirrors во земјава. Станува збор за канадска инвестиција во вредност од 35 милиони евра, со погони распослани на 17.000 метри квадратни. Компанијата која произведува автомобилски делови за најзначајните производители на автомобили во светот, работи веќе една година во технолошко-индустријската развојна зона во Струга, а брои околу 350 вработени. Премиерот Ковачевски рече, одлуката Magna да отвори фабрика во земјава е поволната бизнис клима. Прво, што оваа држава има обезбедена сигурност и безбедност со членството во НАТО. Второ, близината до европскиот пазар. Трето, јасната визија за тоа каде се движи државата кон Европската Унија. Четврто, помошта која што ја добива од државата и фискалната политика. Пето и најзначајно, квалитетни и вредни работници од Македонија. Директорот на ТИРЗ рече изминативе 18 месеци во земјава има нови 620 милиони евра странски инвестиции. Во рамки на тие инвестиции планирани со отварање веќе дел се отвараат. Нови работни места кои се бројат со веќе над 4, односно 4,5 илјади. Тоа се 4,5 илјади нови работни места за луѓе како вас, тоа се 4,5 илјади наши сограѓани кои што и наши семејства, кои што ќе добијат можност за пристоен живот. Дека не се овие само празни зборови, бројки покажуваат и податоците кои што ги презентиравме пред некој ден, дека само од почетокот на годината компаниите кои се дел од семејството на ТИРЗ имаат креирано дополнителни 1600 работни места. Тоа се повторно кажам 1600 наши сограѓани кои што си го нашле своето место под сонцето и остваруваат пристојна живеачка. Главно седиште на Magna International е во Онтарио, Канада. Планот е до 2027 година во струшките погони бројот на вработени да биде над 1300 лица. Пред точно една година, некаде на средината на септември, пристигна првите линии за производство и со тимот, кој тогаш броеше околу 70 вработени, веднаш започнавме на инсталирање на линиите и подготовки за успешен старт. Денеска, една година подоцна, гордо може да кажеме дека нашето семејство брои 350 вработени, успешно го стартувавме производството на сите производи и веќе позади нас се повеќе од 50.000 произведени ретровизори, 2,5 милиона актуатори и 150.000 жичани инсталации. Глобалната мрежа на Magna е распослана на 5 континенти, во 28 држави, а брои над 158.000 вработени. Официјално отворен младинскиот центар Охрид во просториите на комплексот Касарна. Конечно, охриѓани добиваат место кое ќе биде сервис за младите со можност да учествуваат во градење на младинските политики. Младинскиот центар во Охрид е официјално отворен во просториите на комплексот Касарна. Отварањето на центарот е резултат на имплементација на Законот за младинско учество и младински политики и интензивно работење на локалната самоуправа и младинските организации, се со цел да се добие место кое ќе биде сервис за младите, каде што ќе се спроведуваат програми за подобрување на благосостојбата и унапредувањето на личниот, социјалниот и професионалниот развој на младите. Оние што ќе работат во овој центар се посветени млади луѓе кои добро си ја знаат својата работа, покажале проактивност околу делувањето и функционирањето на младите, а со тоа и подобрување на животот на младите, кажа во своето обраќање градоначалникот Кирил Пецаков. Денешниот ден ме исполнува со искрена радост затоа што успеавме по подолго време конечно да го отвориме младинскиот центар во Охрид. Ова покажува дека како локална власт покрај законските обврски ние искрено сме посветени да го подобриме животот на младите. Верувам дека младите од Охрид со нивната енергија и елан овде ќе имаат оптимални услови за развивање на креативни идеи и реализација на проекти од најразлични области, а со тоа ќе имаат лична и професионална сатисфакција за сиот свој ангажман. Градоначалникот на Охрид упати искрена благодарност
до USAID за несебичната помош и поддршка за реализација на овој проект и до коалицијата на младински организации сега за нивниот ангажман. Исто така увери дека општината ќе биде доверлив партнер и поддржувач на сите активности на младинскиот центар. Извршниот директор на сега, која ќе раководи со центарот во Охрид, во период од 3 години истакна дека Охридскиот е прв центар кој што е според стандардите на европските центри и дека ќе биде пример недостижен за сите останати општини да отворат и посветат ваков простор за младите. Се надевам дека овој центар не само што ќе служи како добар пример, но ќе вади и успешни приказни, односно успешни лекции за сите останати општини и сите градоначалници кои што сакат да го следат овој пример, каде што ќе постават високи стандарди за да го задоволат стандардот на живење на младите. Наша заедничка цел е да ги задржиме младите овдека. Бидејќи овдека е нивната иднина, а за да има иднина мора да обезбедиме структура. Овој младински центар ќе биде еден од основните кои што понатаму ќе ги води и активностите и ќе ги координира сите останати организации кои што работат со млади. Ова е значаен момент за младите, за културата, за градот Охрид, чин кој долго време се чекаше. Визијата што ја имавме како младински организации полека станува реалност, истакна раководителот на младинскиот центар Охрид Јован Цветковски. Центарот ќе нуди многу услуги, многу можности кои што ќе бидат бесплатни, ќе работи секој ден центарот, ќе се договара распоред календар буквално да може да се сите содржини да може да се изработат, ќе биде достапен за сите без никаква поделеност, буквално еднаквоста ќе биде тука присутна. Така што се надевам, но и ги повикувам младите, бидејќи долго време ова го баравме, да не биде сега се отвори центарот и окей, ќе седи така центарот, да дојдат, да бидат присутни тука, да бидат гласни со своите идеи. Свечениот чин на отворање на младинскиот центар беше збогатен со музички настап на членовите на ансамбл Билјан, Христијан Томевски и Арбен Бени Бајрам, а беше проследена и промоција на фотографии на 5 млади фотографи од Охрид: Ива Јованови, Ана Марија Момировска, Никола Ставревски, Анастасија Стојановска и Христијан Јанкуловски. Оштетена таблата со надписот Цар Борис III на бугарскиот клуб во трговскиот центар Ама. Денеска околу 12 часот и 45 минути во СВР Охрид било пријавено оштетување на надписот со името на Сдруженијето над просторијата на клубот, потврдува портпаролот на секторот Стефан Димовски. СВР Охрид изврши увид на местото на настанот и работи на расветлување на случајот, вели Димовски. Клубот беше официјално отворен од страна на Сдруженијето Цар Борис III пред 5 дена. Настанот беше проследен со протест на кој граѓани изразија незадоволство од именување на културен клуб по личност која во Втората светска војна била на страната на нацистичко-фашистичката ОСКА, кој го оценија како провокација. Протестот беше организиран од политичката партија Левица, а поддржан од ВМРО ДПМНЕ. Орманци плаќаат јавно осветлување, а се движат по мрак. Во вечерните часови опасна станува главната улица која води низ Орман, а која ја користат и жителите од селата Горно и Долно Лакочери. Родителите посебно се загрижени за сообраќајната безбедност на нивните ученици кои мора со автомобили да ги земеат од училиште во вечерните часови. Жителите на село Орман живеат во мрак без улично осветлување. Населбата, која се наоѓа на само 2 километри до Охрид, тоне во темница во вечерните часови. Иако орманци плаќаат месечен надоместок од 184 денари за јавно осветлување на локалната самоуправа, оставени се без улични светилки. Луѓето се движат по темнина по главниот пат кој станува опасен по нивните животи. Тесниот пат кој поминува низ селото не го користат само орманци, туку и жителите од соседните села Горно и Долно Лакочери, раскажува Стојче Спасевски, жител на оваа приградска населба. Се соочуваме со проблем години уназад, можда и преку 20 години, бараме улично осветлување на патот, нема. Патот наш не е само за нас наменет, меѓутоа е земјоделски пат, каде што поминуваат луѓе, работници, одат по него па се враќаат. Делот од Долно Лакочереј и тие поминуваат тука. Проблеми имаме, не можеме да поминиме. Асфалтиран е патот, имат коли, не можеш да ја видиш, се заслепуваат. Среќаш со некои точаци, многу луѓе доаѓаат од селото и од Лакочере со точаци,
поминуваат конјски коли. Тесниот фреквентен пат посебно е опасен за децата кои се враќаат од училиште во вечерните часови. Родителите се загрижени за сообраќајната безбедност на нивните основци и средношколци, па мора да ги земаат од училиште, вели Ванчо Стојановски. Дека село Орман е мало село, али имат, верувајте, преку 35-6 деца. Они повеќето веќе се годишна возраст, некад на 10 до 15 до 16 и така, разговарајќи со родители, веќе неколку не фодат и средна школа. Во Охрид, ретко ги пуштаат со точаци, бидејќи навечер им е страв да се вратат и мораат со своите коли. Значи, тука гравитира и селото Долно Лакочере. Патот е асфалтиран, ама е доста тесен. Па често пати имаме напади од кучиња на деца. Жителите бараат решение за овој сериозен комунален проблем. Досега од надлежните нема слух по бројните поднесени молби и барања до Фондот на комунален развој на улици и патишта при локалната самоуправа, вели Стојановски. Во 21 век мора да бараат јавно осветлување за кое не е потребна голема инвестиција, бидејќи на улицата веќе ја има потребната инфраструктура. Започна пријавувањето за бесплатна вакцинација против сезонски грип за ризични групи население преку страницата vakcinacija.mk. Од Министерството за здравство информираа дека станува збор за 4 типна вакцина против сезонски грип од производителот компанијата Abbott од Холандија. Бесплатната вакцинација против сезонски грип е незадолжителна. Наменета е за следните ризични групи: стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години. Граѓаните кои спаѓаат во ризичните групи може да го искажат својот интерес преку пополнување на апликацијата на vakcinacija.mk. Со пополнување на апликацијата се регистрирате за вакцинација директно во системот Мој термин. Согласно распоредот предвиден во планот за вакцинација преку СМС, треба да добиете повратна информација за точниот датум, час и место кога треба да се вакцинирате. Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна мерка за превенција на грип која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи, велат од Министерството. Регулаторната комисија за енергетика денеска изврши нова корекција на цената на нафтените деривати во малопродажба. Од ноќеска на полноќ дизелот поскапува за 3, а екстра лесното масло на домаќинство поскапува за 2 денари. Со новите цени, дизел горивото ќе се точи за 103,5 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство ќе чини 99 денари. Бензините остануваат со исти цени. Во продолжение вестите од светот. Откако Врховниот суд ја укина затворската казна од 2,5 години за војно профитерство во аферата Хипо, поранешниот хрватски премиер Иво Санадер доби нова неправна казна на повторно судење во Жупанискиот суд во Загреб. Тричлениот судски совет го ослободи од вина. Судијата рече дека Санадер не е виновен за воено профитерство, бидејќи тоа беше време кога Хрватска била во непосредна опасност од војна. Санадер беше обвинет и дека е воен профитер. Така според тврдењата на обвинителството, Санадер во тешка финансиска и економска ситуација предизвикана од војната остварил незаконска финансиска корист, што е несразмерна со загрозените темелни вредности на државата и општествената заедница како и државните интереси. Санадер во судницата дојде со патерица и во друштво на двајца судски полицајци. Руската федерална служба за безбедност ја обвини главната разузнавачка управа на Министерството за одбрана на Украина дека стои зад експлозијата на мостот на Крим. Како што се наведува во соопштението, во врска со нападот се приведени 5 државјани на Русија, 3 државјани на Украина и Ерменија. Службата објави фотографии од осомничените за нападот, а беа објавени и видеа на кои наводно се гледа како се подготвува нападот. Наводно организатор на терористичкиот напад на мостот на Крим бил главниот разузнавачки оддел на Министерството за одбрана на Украина, неговиот шеф Кирил Буданов. Вработени и агенти, експлозивната направа била камуфлирана во ролни полиетиленска фолија на 22 палети со вкупна тежина од над 22 тони. Висок украински функционер пак ја отфрли како глупост руската истрага за експлозијата минатиот викенд, која сериозно го оштети мостот што го поврзува руското копно со полуостровот Крим.
Председателот Џо Бајден вчера вети дека ќе има последици за односите на САД со Саудиска Арабија, откако ОПЕК минатата недела објави дека ќе го намали производството на нафта поради американските приговори. Неговата изјава дојде еден ден откако моćниот демократски сенатор Боб Менендес, председател на Комитетот за надворешни односи на Сенатот, рече дека САД мора веднаш да замрзнат секаква соработка со Саудиска Арабија, вклучително и продажбата на оружје. ОПЕК објави планови за намалување на производството на нафта минатата недела по неколкунеделното лобирање против еден од американските официјални лица. САД ја обвинија Саудиска Арабија за подклекнување на Русија, која се спротивставува на ограничувањето на Западот на цената на руската нафта, поттикната од инвазијата во Украина. Товарниот Boeing 747 LCF Dreamlifter, кој утрово полета за Чарлстон, САД, остана без едно тркало и заврши во близина на аеродромската писта. Според написите, тркало било пронајдено од страна на лозар кој го пронашол на земја. Авионот кој полетал од аеродромот Арлота ди Гроталје веќе бил во воздух кога го изгубил тркалото, кое паднало прво во пределот на аеродромот, скокајќи неколку пати, а потоа во лозјето. Според информациите, авионот го продолжил летот без никаков ризик од проблеми со слетувањето, пренесува АНСА. Аматерска снимка најдобро го документира она што се случило и брзо стана вирално видео на Facebook, стои во надписите. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата, пријатно.